Марта и Филип отидоа на село. Го видоа земјоделецот Јован. Земјоделецот Јован рече да одиме и да видиме некои животни. Видоа крави, овци, кокошки, пајки и конј. Марта рече: "Јас сакам пајки, квак, квак", рекоа пајките. Филип рече: "Јас сакам овци, бе", рекоа овците. Започна да врне. "Оф, не", рече Марта, "ке се наводениме, ајде да одиме", рече земјоделецот Јован. Сите влегоа во куќата. Марта и Филип испија по една чаша млеко и седоа по едно колаче. "Силно врне", рече земјоделецот Јован. "Ке ви раскажам нешто." Тој држаше голема книга. "Тоа е Божјата книга", рече Јован. "Тоа е Библијата." "Овој расказ е вистинит", рече земјоделецот Јован. "Бог го создаде светот. Бог создаде се. Бог ги создаде луѓето. Бог ги сакаше луѓето. Луѓето не го сакаа Бог. Тие не го правеа тоа што им го велеше Бог. Правеа погрешни работи. Бог беше тажен. Бог рече: "Тоа мора да запре. Ке испрата многу вода по целата земја." Ова е Ное. Ное го сакаше Бог. Бог му рече на Ное: "Ное, направи голем брод. Ке има потоп, ке испрата многу вода по целиот свет." Ное направи голем брод и го нарече ковчег. Го направи како што му заповеда Господ. Му требаше многу време да го направи. Бродот беше многу голем. Бог рече: "Ное, влези во коработ, целото твое семејство ќе влезе во ковчегот. По две од сите животни ќе влезат во ковчегот." Ное влезе во ковчегот. Неговото семејство влезе во ковчегот. Животните влегоа во ковчегот. Имаше 2 лава, 2 слона, 2 мечки, 2 змии, 2 кучиња, 2 мајмуни, 2 големи диносауруси, 2 пајаци, 2 мравки и многу други животни. Сите влегоа во коработ. Бог ја затвори вратата. Почна да врне. Имаше многу вода по целата земја. Ное беше сигурен во коработ. Неговото семејство беше сигурно во коработ. Животните беа сигурни во коработ. Врнеше цели 40 дена, врнеше цели 40 ноќи. Врнеше многу. Потоа дождот престана. Ковчегот застана на врвот на голема планина. Ное го отвори прозорецот, испрати надвор една црна птица гавран. Тој не се врати. Испрати надвор една бела птица гулаб. Белата птица се врати назад. Се уште беше мокро. Тој пак ја испрати надвор белата птица. Таа се врати со ливче од дрво во клунот. Наскоро ќе биде суво, рече Ное. Повторно ја испрати надвор белата птица. Птицата не се врати. Сега беше суво. Бог се поведа: "Излезете!" Сите излегоа од ковчегот. Ное му благодари на Бог. Бог рече: "Ке ти ветам нешто. Веќе никогаш повторно нема да испратам потоп врз целата земја." Бог на небото го постави божилакот. Ное го виде божилакот. Бог рече: "Кога ќе видиш божила, сети се на моето ветување. Јас секогаш ги исполнувам моите ветувања." "Крај", рече земјоделецот Јован. "Тоа е крај?" прашал Филип. "Книгата е многу голема. Што се случи потоа?" праша Марта. "Дали се беше во ред? Дали луѓето го сакаа Бог?" "Не", кажа земјоделецот Јован. "Бог ги сака луѓето, но луѓето продолжија да прават лоши работи. Библијата тоа го нарекува грев." Земјоделецот Јован продолжи: "Во Библијата пишува дека сите сгрешивме. Не можеме да сме дел од Божјото семејство, освен ако не ни биде простен гревот." "Тоа е тажно", рече Марта. "Тоа не е крајот", продолжи земјоделецот Јован. "Бог даде уште едно ветување.
Тој вети дека ќе направи нешто многу специјално. Бог не сака, а неговото специјално ветување беше да го испрати неговиот син Исус. Бог го исполни ветувањето. Исус дојде да умре на крст. Исус не сгреши. Исус умре за нашите гревови. 3 дена подоцна Исус пак оживеа. Исус е денес жив. Исус е единствениот кој може да прости грев. Можеш да веруваш да ти ги прости гревовите. Во Библијата читаме: поверувај во Исус и ќе се спасиш. Ако веруваш во Исус, Бог ќе ти прости. Тогаш ќе станеш дел од Божјото семејство. Бог ќе ти помогне да живееш за Него тука на земјата. Тогаш еден ден ти ќе бидеш со Бог на небото. Тоа е прекрасна вест, извика Филип. Погледни, рече Марта, престана да врне. Излегоа надвор. Погледни, рече Филип. Филип виде Божилак. На што треба да се сетите кога ќе видите Божилак? Праша чичко Јован. Филип одговори: се сеќавам дека Бог ги исполнува ветувањата. Марта одговори: се сеќавам дека Бог ме сака. Тој го испрати Исус да умре за мене, за да станам дел од Божјото семејство.